Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Бројот на починати во Гостивар за едно тромесечје е дури 2,5 пати поголем од бројот на новороденчиња. Само во четврток пазарџиите можат да ја извадат робата надвор од зелениот пазар со дозвола на општина Тетово. За 3 дена 134 возачи биле казнети за непрописно паркирање во Тетово, па јак службата подигнала 40 возила. Бројот на починати во Гостивар во третото тримесечје од 2021 година е дури 2,5 пати поголем од бројот на новороденчиња. Периодот го опфаќа и последниот силен ковид бран што го зафати Гостиварскиот регион. Статистиката која го отсликува природниот прираст на населението во Гостивар носи загрижувачки бројки. Во третото тримесечје од 2021 година на подрачјето на Гостиварската општина имало 2,5 пати повеќе починати отколку новороденчиња. Според податоците од Државниот завод за статистика, во јули, август и септември во Гостивар се родиле 154 бебиња, а починале 401 лице. Периодот го опфаќа и последниот силен корона бран, што го зафати Гостиварскиот регион, кога речиси секојдневно имаше смртни случаи. Во извештаите на Министерството за здравство за посочените 3 месеци стои дека во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше од последица на ковид починале 126 граѓани. Најмногу смртни случаи се регистрирани во август, дури 69. Лекарите оценуваат дека откако тој налет на вирусот стивна, состојбата во Гостивар се држи на стабилно ниво. Претходниот бран, мислам дека сега што во Источна Македонија и дел од другите градови во Македонија што имат зголемен број на пациенти ковид позитивни, значи ние мислам дека го поминаме август и септември тој бран и затоа кажувам дека сега е релативно мирно. Во третото тримесечје висок негативен природен прираст имаат и соседните општини Врапчиште и Маврово Ростуше. Во Врапчиште се родиле 48 бебиња, а умреле 92 лица. Во Маврово Ростуше имало само 9 новородени, а починале 39 граѓани. На државно ниво, бројот на живородени деца во третото тримесечје од оваа година, во споредба со истиот период од претходната, е намален за 3,8%, додека бројот на умрените лица бележи зголемување од 30,7%. Само во четврток на пазарен ден пазарџиите можат да ја извадат робата и надвор од зелениот пазар со дозвола на општина Тетово. Општината дозволи продажба на земјоделски и други производи надвор од зелениот пазар во Тетово само на пазарен ден, односно само во четврток. Од општина Тетово преку социјалните мрежи информираат дека ослободувањето на тротоарите и јавните површини околу зелениот пазар наишло на целосно разбирање кај уличните продавачи, па така општината во соработка со инспекторатот и раководството на пазарот одлучиле во четврток, кога е пазарен ден во Тетово, на истите да им се дозволат трговски активности и надвор од зелениот пазар. Оваа можност продавачите ќе ја искористат само во пазарните денови, секој четврток, додека во останатите денови такво нешто нема да биде дозволено. Од општината велат дека во текот на целиот пазарен ден продавачите нема да бидат попречувани од инспекторатот, а во вечерните часови вработените во ЈКП Тетово ќе ги чистат тротоарите и улиците, за во другите денови да не се попречи слободното движење на граѓаните. На новинарско прашање дали ќе бидат отстранети дивите продавачи во другите делови на градот, градоначалникот Билјал Касами одговори дека најпрво треба да им биде обезбедена алтернативна локација. Интервениравме на проблематичните точки, а тоа е делот на зелениот пазар. Ние ќе одиме понатаму, но секогаш
ќе интервенираме таму каде што ќе можеме да им понудиме алтернативни решенија на граѓаните, затоа што знаеме дека мора тие некаде да продават, така да во другите делови ние ќе продолжиме со акцијата, но од кога ќе им понудиме решение, затоа што кај пазарот веќе имаше решение тие да влезат внатре и со нивно меѓусебно, значи со наше меѓусебно разбирање, веќе договоривме да им се овозможат услови тие да влезат во пазарот и мислам дека тој проблем веќе е решен. Инаку забраната за продажба на тротоарите околу зелениот пазар започна да се спроведува во понеделникот. Од јавното комунално предпријатие Тетово информираат дека по неколку дневна интензивна работа работниците од регионалната единица водовод и канализација успешно го завршиле санирањето на дефектот на цевката Фи-500 во водоводната линија Лешница. Поради дефектот, градот неколку дена се соочуваше со намалени количини на вода за пиење, поради што беа воведени и рестрикции. Презентиран предлог законот за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти, со кој што се предвидува можност за легализација на дивоградби, изградени пред 1 јануари 2021 година. Нема да може да се легализираат бесправни објекти, изградени во границите на Охридскиот регион, а за кој е утврдено дека не се во согласност со планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Бесправни објекти, изградени во граници на заштитени подрачја, и тоа зона за строга заштита и зона за активно управување. Под 3. Бесправно изградени објекти во споменичка целина на строгото градско јадро на Охрид. 4. Бесправно изградени објекти во подрачје на заштитено недвижно културно наследство. Бесправно изградени објекти во подрачје во кое се врши или е планирана експлоатација на минерални суровини. Понатаму, нема да се дозволи да се стават во правна рамка бесправно изградени објекти во заштитени зони на аеродроми, бесправно изградени објекти во зони на гранични премини во радиус од 100 метри на граничната линија, бесправно изградени објекти на сообраќајници и на подрачја кои со урбанистичките планови е предвидена изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон. Потоа, бесправно изградени објекти во заштитен појас на државни и локални патишта и во заштитен појас на железничка инфраструктура. Понатаму, нема да може да се стават во правна рамка бесправни објекти изградени на земјиште за која во катастарот на недвижности е запишано право на хипотека. Нема да може да се легализираат стамбени згради, како и доградби и надградби на зградите со намена А2. Сите видови на времени објекти, како базени, гаражи и останати објекти, сите видови на урбана опрема, помошни објекти кои што се во функција на друг објект. Нов кипермаркет денеска беше свечено отворен во населеното место Брвеница. Во овој маркет на потрошувачите им е достапна богата понуда на прехранбени производи и апарати за домаќинство. Денеска со свечено отворање беше пуштен во функција новиот кипермаркет во село Брвеница. Новиот маркет располага со богата понуда на артикли, а освен редовната понуда на прехранбени производи, во овој маркет може да се најдат и свежо овошје и зеленчук, како и апарати за домаќинство. Потрошувачите пак имаат на располагање 5 наплатни каси. За услугата се грижат 9 вработени, а објектот се простира на 600 метри квадратни. Маркетот, како што гледате, денеска има многу фреквенција, има многу луѓе. Ова беше и очекувано, поради тоа што и понудата што го имавме, баш го прилагодивме за да има ваква фреквенција. Како што видовте и самите тука, значи маркетот е голем, ги исполнува сите услови за браншата за која што ние конкурираме или сме компетентни со нашата конкуренција. Компанијата Кипер секогаш се стреми на потрошувачите да им понуди квалитет и одлична услуга. Како што видовте, имаме различни категории што ги нудиме за клиентите, посебно и прв пат за овој маркет што нудиме, имаме
категорија ине на од производи кои што не сме ги имале порано, мали куински апарати, телевизори и слично, освен што имаме нели акција на прехрамбени и производи од другите категории. Новоотворениот маркет во Брвеница е 23-тиот кипермаркет на Тетовското подрачје. На државно ниво пак компанијата располага со вкупно 78 маркети, а уште 3 нови маркети предвидено е да се отворат до крајот на оваа година. За 3 дена 134 возачи биле казнети за непрописно паркирање на двата главни булевари во Тетово. ПАЕК службата пак подигнала 40 возила. Засилените мерки и активности на секторот за внатрешни работи Тетово за воспоставување поголем ред и безбедност со паркирањето во градот со несмален интензитет се реализираа и вчера претежно на двете најфреквентни тетовски улици – Илинденска и Маршал Тито. За 3 дена на овие улици вкупно преземени се 134 мерки, односно толку возачи биле санкционирани за непрописно, односно погрешно паркирање, најчесто во така наречени двојни редови. Покрај тоа, од Тетовската ПАЕК служба во овој период подигнати се 40 возила, кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. На погрешно паркираните возачи изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Овие активности ќе продолжат и во наредниот период на сите улици во Тетово, а СВР Тетово апелира до возачите да го почитуваат утврдениот режим за паркирање и да не ги оставаат возилата на недозволени места, а пред се на тротоари, во зони на крстосници или во двојни редови, и да создаваат големи сообраќајни мешаници. Пронајден хероин кај гостиварец, случај на непријавен престој во земјава. Еве што регистрирал секторот за внатрешни работи Тетово во изминатото деноноќе. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар вчера околу 11 часот и 20 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар лишиле од слобода 42 годишен гостиварец затоа што при преглед му бил пронајден хероин. По целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер околу 22 часот и 40 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 28 годишничка од Гостиварски Вруток поради сомнение за нејзина инволвираност во кражби и измама. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто против неа ќе следува поднесок. Вчера околу 13 часот и 10 минути бил приведен 26 годишник од Република Албанија поради илегален влез во нашата земја. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Исто така вчера вечер околу 21 часот и 10 минути на подрачјето на Тетовско Теарце бил приведен и 29 годишник од Република Албанија поради непријавен престој на подрачјето, пошто е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера во периодот од 13 часот до 16 часот и 50 минути полициски службеници на СВР Тетово со судски наредби за издржување на затворски казни привеле 56 годишник од Тетово, 24 годишник од Тетовско Долно Палчиште и 53 годишник од Тетовско Боговиње. Тројцата биле спроведени во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казните. Вчера околу 16 часот и 50 минути во атарот на Тетовско Прељубиште лишен од слобода бил 49 годишник од ова село, поради сомнение дека извршил кражба на дрва од имот на друго лице, за кој немал никакви документи, а со потврда му биле одземени трактор со приколка, без регистарски ознаки, натоварен со дрва и моторна пила. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Во рамките на планираните активности на СВР Тетово за справување со нелегалната продажба на петарди и други пиротехнички средства, вчера околу 20 часот и 40 минути во колонијална продавница во Тетовско Долно Палчиште, собственост на 58 годишник од ова село, пронајдени и одземени се 1380 разновидни петарди. Предходно околу 18 часот и 20 минути на градскиот плоштад во Тетово, во жардинјера пред угостителски објект, биле пронајдени 691 петарда, оставени во најлонско ќесе. По целосно расчистување на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави.
Ракометната репрезентација на Македонија ги започна подготовките за настапот на Европското првенство во Унгарија. Селекторот Кирил Лазаров на располагање ќе има 25 ракометари. Селекторот и играч Кирил Лазаров и уште 24 ракометари ги започнаа подготовките за настапот на Европското првенство во јануари следната година во Унгарија. Репрезентацијата вчера го имаше првиот собир, а веќе од денес комплетната експедиција е во Маврово, каде ќе работи до нова година. Таму ќе бидат одиграни два контролни надпревари против селекцијата на Кувајт на 27 и 29 овој месец. После слободниот ден за нова година, ракометарите завршниот дел од подготовките ќе го одработат во Скопје, а ќе одиграат уште два контролни дуели, овој пат против Израел на 3 и 4 јануари. Подготовките ќе финишираат на 11 јануари, кога репрезентацијата се сели во Дебрецин и ќе го очекува стартот на Европското првенство на 13 и дуелот против Словенија. Потоа ќе играме против Црнагора на 15, додека последниот надпревар од групната фаза ќе биде против Данска на 17 јануари. На поширокиот список на селекторот Кирил Лазаров се вкупно 25 ракометари кои ќе бидат дел од подготовките. Пред заминувањето за Унгарија ќе биде познат и конечниот список на играчи кои ќе настапат. Во моментов единствен кој се жали на повреда е пивотменот Никола Марковски, но и тој ќе биде дел од подготовките. На почетокот од тренажниот процес ќе недостасуваат единствено ракометарите кои настапуваат во Германија, бидејќи таму првенството завршува на 26 декември. Ова ќе биде шесто учество поред за македонската ракометна репрезентација на европските првенства, или вкупно 7. Македонија на континенталните собири дебитираше во 1998 година на првенството во Италија, а од 2012 година сме редовни учесници. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!